Добро дојдовте на видеосеријалот за WordPress од MK Host. Јас сум Марио и ќе ве воведам во основите на WordPress. За да го комплетираме нашиот вебсайт, ќе креираме неколку постови, неколку страни кои ќе ни бидат потребни за нашиот вебсайт и ќе го апдейтнеме, тоест ќе ги додадеме истите во навигацијата, тоест во делот Appearance Menus. Значи нешто што ќе направиме сега, покрај тоа што направивме две страни контакт и насловна страна, ќе креираме уште една страна, одејќи во делот Pages, Add New, ќе додадеме уште една страна која ќе се вика за нас и ќе додадеме текст. Ќе го искористам генеричкиот текст Lorem Ipsum. Ќе додадеме неколку параграфи на текст. И ќе стиснеме Publish. За да ја видиме оваа страна што ја креавме како ни изгледа, ќе идеме на делот, знаеме веќе горе на View Page. И ќе видиме дека страната ни изгледа вака на предниот дел на сајтот. Доколку сакаме да го смениме изгледот на страната, оваа тема ни го возможува тоа во десниот дел, во позадината, каде што ја менуваме страната, во десниот дел имаме една нова опција што претходно немавме со основната тема, што ни се појави, што се вика Template. Можеме да одбереме различни типови на темплети за секоја страна. Да видиме што имаме. Тука имаме Archive Template, Contributors Template, Full Width и No Sidebar Template. Разликата во сите овие е тоа што прикажуваат нешто различно, тоест на различен начин ќе ја прикажат истата страна. Да видиме, например, ќе го селектираме Full Width темплейтот и ќе стиснеме Update. Страната претходно не изгледаше вака, но доколку стиснеме сега Refresh или отвориме истата страна повторно, ќе видиме дека самата страна сега е од крај до крај, тоест тоа се нарекува Full Width. Тоа е една од главните функционалности што ги нудат темите, а не ги нудат оние основни теми што ги нуди WordPress. Значи, секоја тема ќе има различни типови на темплети. Некоја ќе има тука 4-5, некоја може да има 10 темплети, некоја може да има 1-2. За најубаво да се осигурате кој темплейт вас ви функционира и ви одговара за некоја страна, најубаво да ги пробате сите од овие темплети. Значи, откако ја креавме за нас страната, ќе одиме во делот Post, ќе додадеме уште два поста, чисто за да имаме повеќе контент за нашиот вебсайт. Ќе идеме на Add New и ќе го додадеме нашиот втор пост. Ќе го искористам повторно оној генерички Lorem Ipsum текст и ќе го додадеме постот, нели можевме да го категоризираме и да му додаваме тагови, ќе го додадеме во категорија вести и ќе му закачиме една слика која се вика Featured Image, или тоа значи главна слика на самиот пост. Ќе стиснеме Set Featured Image и ќе закачиме било која слика и ќе притиснеме на копчето Publish. Истото ќе го направиме за првиот пост што го креиравме, значи ќе додадеме главна слика за првиот пост. Ќе влеземе во All Posts, ќе стиснеме на нашиот прв пост и ќе додадеме главна слика. Повторно ќе додадеме истата слика, бидејќи таа имаме, и ќе стиснеме на Update. Кога ќе одиме на предната страна на нашиот сајт, ќе видиме дека имаме два постови, тоест две објави. Тие две објави имаат главна слика која се појавува тука. Следно нешто што треба да направиме за да го довршиме нашиот вебсайт е да ги додадеме страните што ги направивме во нашата навигација. Ќе одиме во делот Appearance, Menus и во главната навигација ќе ги додадеме страната за нас и ќе ја додадеме контакт страната. Како ги додававме страните, ги селектиравме за нас и контакт и стискавме на копчето Add to Menu. Доколку сакаме да го смениме редоследот на страните, контакт сум ја додал два пати, така да можам да избришам оваа страна од менуто. Како го правам тоа?
Значи одите на контакт и стискате на оваа стрелка што покажува надоле и имате опција да го избришете, да избришете оваа страна. Напоменав, ова не е бришење на страната, туку ја бришете страната од навигацијата. Значи, се уште ќе ви постои страната во Pages, но ќе ја тргнете од навигацијата. Значи, сакаме да додадеме и насловната страница и да го сочуваме менито. Пред да го сочуваме менито, WordPress ни нуди опција да го подесиме редоследот, како ќе ни бидат наредени страните во нашата навигација. Како го правиме тоа? Доаѓаме на контакт и го потегнуваме надоле самата страна. Значи, ако сакаме контакт, обично последна страна, ја поставуваме најдоле во самото мени, додека пак насловната страна ја поставуваме најгоре. Бидејќи ова е многу долго, не сакаме да се вика очигледно насловна страна, ќе го крстиме тој дел дома. Значи, сега што направивме? Го сменивме делот, ја сменивме страната на насловна страна да се вика дома, но тоа ќе важи само во навигацијата, само во менито. Значи, самата страна повторно ќе се вика насловна страна. Стискаме Save menu и добиваме, доколку одиме на нашиот вебсайт или стиснеме само Refresh, ќе видиме дека сега имаме 3 страни во нашата навигација. Покрај креирање на едно мени и додавање на страни во него, WordPress ни дозволува да креираме подстрани кои што ќе се прикажуваат во едно мени. Например, доколку сакаме страната контакт да ја прикажеме како подстрана на страната за нас, се што треба да направиме е да ја повлечеме страната контакт надесно и ќе ни прикаже дека кога ќе ја пуштиме ќе ни прикаже дека тоа е sub item, односно под мени на страната за нас. Кога ќе стиснеме Save menu, на предната страна сега за момент ќе не се изгуби страната контакт, тоа бидејќи ја направивме страната контакт да биде подстрана на страната за нас.